Штото го започнавме да тргуваме со акции, а минатата недела ни избегаа 3 бај позиции. Маркетот не ни должи ништо, а на позициите да гледа ништо како автобус. Еден иди, еден си оди. Еден иди, еден си оди. Трпението е тоа што е клучно за да донесеш добра одлука. Спомнав дека ни избегаа повеќе бај позиции. За тие што не знаете, од февруари месец почнавме да тргуваме и акции. За мене беше клучен детал тоа што, добро познатите индекси S&P 500, Nasdaq 100 секош има природен булиш тренд, може да се каже. За да има природен булиш тренд, секош мора да има нешто што ќе го движи тој тренд. А кој го движи трендот? Го движат акциите што се соучесници во тие топ 500 најдобри или топ 100 најдобри акции или компании. За методот и начинот на следењето на акции нема да зборувам сега, туку ќе следува академија што ќе може сите да учите. Идејата на ова видео е дека не треба да брзаме во процесот, туку да сватиме тоа што е за нас, ќе дојде и ќе се активира. Но тоа што не треба само поради FOMO и поради алчност да влегуваме пред време или да не га дочекуваме зоната каде што треба да се активира нашата позиција. Професионалниот трейдер ги следи правилата без разлика за насе. Па затоа со ова видео сакам да ви насочам да размислувате правилно како професионален трейдер, а не по секоја цена да бидете во позиција. Како што спомнав, маркетот не ни должи ништо, а трпението е скил. А вие, ако сакате да сте дел во групата, коментирајте на ова видео.